znači bit će teško kada počne rasti vrijeme. Здраво и добре дојдовте на уште една нова епизода од Ана и Менки подкаст. Како што знаете, јас сум Ана, а мојот колега е... Менки, а тоа сум јас тука на десната страна, за тие што не го гледате подкастов, туку не слушате на Spotify. И да, официјално може да ви се пофалиме дека нашиот подкаст оди на повеќе платформи, како на YouTube за видео, така и само аудио, нели? Тоа сме на Spotify, уште неколку други, на Cast FM, на Amazon Music за оние во диаспората. Поздрав до нив. Поздрав! И може да се надоврзиме на нашата тековна епизода, повели? И пред се, слободно може да не споделите. Фала ви многу однапред. Да не шернете на Инста. На Инста, слободно. ana.menki.podcast. Одма ќе не најдете. Пред да започнеме оваа нова наша заедничка епизода и дружба со вас, пред се сакаме да ви се заблагодариме на поддршката која добивме овие 2 недели. Навистина е едно многу големо пријатно изненадување за нас двајца. И е мотив да продолжиме. Точно, и морам да се пофалам дека веќе неколку луѓе не исконтактира да бидат гости во нашиот подкаст, што навистина многу ни значи. Се радуваме во иднина што ќе се дружиме со нашите слушатели кои се радуваат што не слушаат. Тоа е интересно, ние ќе се запознаеме со нови личности, нашата публика. Да, пред се стварно само ова морам да кажам, бидејќи ми е тичкото што ме исконтактира ми е стварно драг при срце и он од старт ми кажа имајте ме во план да ви се придружам некојаш во емисија, бидејќи има некоја многу добра приказна да ни каже, ама тоа ќе го оставиме за некоја друга наредна наша емисија Дружба. Со задоволство и со нетрпение го чекаме да го слушнеме сето тоа. И слободно може да не исконтактирате и сите ви останати, ако сакате некогаш да си направиме заедничка дружба преку камерата, слободно може да не исконтактирате, па ќе се договориме понатаму што како. Така и не мора само да биде тоа од фотографски аспект, се разбира, може да споделиме што било тука. Ова е широк подкаст или емисија, ајде да ја наречиме. Ги обработуваме сите теми, кои што се топ тема на денешницата. Во Македонија, надвор од Македонија, што сакате. А пред тоа оставете ни еден лайк на ова видео, еден коментар и еден сабскрајб, се разбира, за да ги следите тие наредни епизоди наши. Еден коментар кој ми остави впечаток, конкретно на нашата прва емисија, мислам дека беше да разговараме малце повеќе за Крушево, што на мене и Менки не е никаков проблем тоа. И веќе имам искуство со местото, извини. Точно така, пред се морам да напоменам дека ја имам и потекло таму, затоа и честувам во Крушево и затоа имам многу толку фотографии од Крушево конкретно. Можем да кажеме најубавите ги имаш ти. Леле Менки, ова е вистински комплимент бидејќи од Менки, така да ова стварно ми значи многу, ме погоди во срце, се искрено ќе ти кажам. И тоа се снима дури, што е најинтересно. Ништо ќе си го имаме моментот. Да. Ќе си го споделам ова посебно. Може, тама на Reels се гледаме со. Да, бидејќи не е доволно што снимаме епизоди, сега мислам дека може да си почнеме и рилчиња. Добра, ние реално на нашиот Instagram профил си споделуваме рилови, така да само треба да зачистиме изгледа. Па се надеваме дека и тоа ќе го направиме. Што ми имаме поголема поддршка, повеќе шеърс, повеќе рич, се разбира дека имаме и мотив тоа да го правиме, нели? Да. Ајде малце ќе разговараме за Крушево, бидејќи добивме таков коментар, не дека ние сега си наметнуваме некоја тема. Па јас можам да кажам дека мојот почеток со моите фотографии и општо со фотографирањето започна и во Крушево мал дел. Можам да кажам дека и преку тие фотографии некако се прошири моето име на социјалните мрежи како justaphoto.ap.
Преку моите фотографии така дојдов и до неколку соработки поврзани кои се случуваа во Крушево. Пред се минатата година ме исконтактираа да го сликам настанот Крушево, град на култура за 2023 година, што беше навистина голема чест и задоволство за мене, бидејќи тоа е еден убав настан, имаше и бендови, имаше изложби, мислам навистина беше една убава богата програма која вредеше да се посети пред се. Исто така после град на култура следуваше фестивал Winning Крушево, морам да го споменам. омилен. Поздрав до Таки, да, до најдобриот организатор на свет. Јас бев фотограф на тој фестивал, што морам да кажам дека навистина беше едно големо искуство, позитивно, најпозитивно на свет. И беше одлично, мислам, баш не можам. Тоа е нешто што едноставно мораш да го искусиш во животот. И навистина беше едно супер искуство за мене. Оваа година повторно има фестивал, па ќе видиме. Може би јас ќе го посетам, не можеш да знаеш тоа. Ајде, се надеваме. Би ни било драго искрено да те гледаме малце почесто во Крушево, бидејќи кога и да е Менки таму, јас не сум таму. Така да секогаш сме се промашувале со Менки, не знам зашто и како, ама мислам дека ова е веќе знак, кога веќе почнува да зборуваат слушателите за Крушево, мислам дека веќе Така. треба јас и Менки малце заедно да го посетиме тој град, па да видиме што, како. Може би Така митап ќе натаму. направиме таму со слушатели. Да, јас извинувам се вознемирив, затоа и малце камерава. Немат гајли, тие што Се не израдував слушаат само. однапред. Тие што не слушаат Тие што немаше не да знаат. слушаат, се е супер, Така. да, продолжете да не слушате. Јас доста разговарав за Крушево, сега малце да видиме Менки што има да каже на тема. Па така забележав само ете, не те прекинав додека кажуваше, па нели јас и ти така се запознавме со една фотографија од Крушево. И то ноќна, леле, како што памтам. стварно. Да, кога ми реплајна на стори. Да, па бидејќи вистина беше прекрасна, се беше онака како што треба, се гледаше и небото убаво, тоест небото, но нели ноќе како е. Памтам дека ако чинам беше така Хотел Монтана се гледаше. Покрај тоа ете другото што можам да кажам, нели ретко се наоѓаме во Крушево, јас и ти, мислам никогаш не сме се нашле досега истовремено. Добро, виртуелно сме се нашле, ајде. Така, да. Можам да кажам дека точно пред една година некаде беше јас кога бев в Крушево последен пат. Чинам беше Да. во март, беше 20 и некој март мислам беше. Да, дури и јас се сеќавам нова. Така и направив интересни, да не можам да речем уникатни слики од Крушево, бидејќи други тоа го правиле, ама направив интересни воздушни и интересни слики на стрит фотографи, што се вика на понашки во фотографијата како термин. Од дронот беше интересно што мојата панорама беше тоа што ја направив, се гледаше значи цело Крушево, интересно беше споделено од тогашниот, не знам дали е Тековен, градоначелник на Крушево. Да, текове не уште. Така, што значи била добра фотографија, сега испаѓат кој да се фалам овде, ама се види така како што е, не можам ја да го сменам то. Ама така е, и морам да, извини што ќе те прекина Менки, морам само да споделам дека е навистина доста крушивчани што ги имам на Facebook, исто така те има многу пати споделувано и браво Менки. Тоа ми беше изгледа и најголем рич во Крушево што го имам направено од таа година, тоест од лани. Те поздрав до крушевчани ако ме гледаат, ако не гледаат. Понатаму ете можам да кажам покрај дронот многу интересен впечаток ми остави Македониум, се разбира. И имав неколку фотографии од таму што не ги објавив јавно, мислам ти ги пратив тогаш, не така како црно-бели Да. што беа. Па не ги објавив тие, али многу убави ми беа мене, што ете може би во иднина ќе ги објавам некош. Тој е еден мотив да не заследите на Инстаграм сите, може би ќе ги видите некогаш. И од тука може да произлезе неколку ете соведи на стрит фотографија. Дур сме веќе на тој муабет со Крушево.
Ти честитам, гледам си добила фотографија на денот за слика од фала. Крушево. Токму во групата Macedonija Photo Stories. Од многуте кои сме јас и Менки зачленети. Така. Преку 25.000 чинам се. И нормално твојата фотографија ќе биде насловна фотографија за или тековниот ден денес или за изминатиот ден, сега не го офатив тоа. За тековниот. Ама фала, Менки. Како и да е, значи тој еден може некој пат ќе направиме јас и ти една репортажа од Крушево, како всушност изгледа авантурата во Крушево, бидејќи мојата започна така баш како на рит, знаеш, баш се качив прво нагоре, па слегов надолу, па пак нагоре, па тука негде се паркиравме. Извиниш да ќе те прекинав, знаеш ли зошто било тоа така? Па Бидејќи не си шетал со мене, ти не си го имал вистинскиот туристички водич за така. Крушево. Сертификуван со диплома, значи таму со извод. Не, добро, ја мислев тоа дека Крушево е така, знаеш, највисок град на Балканот, затоа мислев ја, ама? Точно, ама јас ќе ти покажам некои кратенки да не ти гледа, да не ти така, се да. гледа толку мачно искачувањето. Така, значи сето тоа беше проследено само искачување, па уште искачување. Што значи тоа веќе не беше стрит фотографи, туку хил фотографија, ама добро. Еј, види се исплатеше. Фотографиите ти испаднаа феноменални, така да Да, не е за џабе така, да, трудот, за џабе маката, качувањето. така. Али затоа пак имам дрон, знаеш, ја да не се качам, тој нек се качи, па да ми Мислам улесни дека е време работа. дури да споделиш некои од тие фотографии. Сега кога што разговараме, ми тикна дека ти имаш многу фотографии од тој ден од кои не ги имаш сите споделено, поготово со дронот. Деки со дрон е друго, во смисла, јас многу често го фотографирам Крушево. Значи, на вистина често и гледам сите фотографии да ми се различни, значи да нема фотографија од пример црквата Свети Никола во центарот на Крушево, Така. па следната да ми е пак црквата од друг агол, или да не е само центарот на градот. Да имаме разновидност, така да. значи. Точно, а пример ти, бидејќи имаш веќе фотографии со дрон, тоа е веќе нешто друго, па можеш да споделиш нешто, еве вака, да не си ги чуваш толку фотографиите само за себе. Приватни, баш кај што речиш за таа црква на Facebook, мислам дека му е профил на таа слика од дрон што ја направив од црквата. Да. Имаат извадено. Да. Сега баш ме потсети кај што кажа. Гледаш, тоа треба ти е само една голема мотивација, извини што те прекинав по 100-ти пат. Тоа треба ти биде само една голема мотивација дека треба прво повеќе фотографии да споделуваш од Крушево, а второ да одиш со мене во Крушево. Така, ќе пак да го посетам, така. Мислам, да, тоа ќе е нешто, значи, што вреди да се договориме и да одиме заедно во Крушево. Па се надеваме дека тој ќе го изведиме во најкраток можен рок, нели? Оваа би. година. Ова се разбира. Може би епизода ќе снимаме таму, ќе си застаниме негде и подкаст во живо. Тоа може и секој крушевчанин што ќе има желба да поразговара со нас и да ни биде гостин во живо, ќе има таа чест Привилегија, така, привилегија. Ете, исто размислуваме. Може и некоја карта ќе продадеме, од кај знаеш во живо да снимаме една епизода со публика. Може, зошто да не? Треба некој новитет во градот, па секако. Мислам, во секој град е некој новитет добре дојден. Така да ете, ние нешто да промениме во Крушево. Па добро правиме ние и со нашите фотографии, нели го надоградуваме неговото културно дигитално наследство, нели? Чина ми Википедија имаше еднаш така една програма и сега мислам почна и оваа година. Знам дека ќе се надоврзиш, знам дека ќе се надоврзиш на тоа, затоа го спомнав. Така, затоа го спомнав. Баш видов пред неколку дена, нели, објавував слики на Википедија за црквата Светили од лани и забележав дека пак ја имаат пуштено таа, не знам што е, некој план е тоа, значи се даваат награди, а луѓе постираат фотографии од разни култури на Балканот, така можеш ти да ни раскажеш за твојата авантура низ Крушево со тоа. Да, така.
Ајде ќе бидам кратка. Не мори, имаме време. Исто морам да кажам дека имав соработка со Википедија на македонски јазик, а јас имав чест и задоволство и прилика да го сликам културното наследство во Крушево и беше навистина нешто интересно, интересно искуство, бидејќи тогаш одиш со задача. Значи ти имаш листа на културно наследство, се што спаѓа фактички како културно наследство во Крушево и ти треба тоа да го сликаш и ќе биде тоа објавено на Википедија на македонски јазик, каде што ќе пишува дека Ана Петровска го фотографирала тоа и тоа во Крушево поради културно наследство во Македонија. И беше навистина интересно, морам да споделам и фала за, мислам, стварно благодарам за укажаната прилика, бидејќи беше нешто многу интересно, навистина едно убаво, интересно искуство. Па така, тоа е Wikimedia Commons, ако не грешам. Да. Така, имаме профили таму и јас бев на еден начин приморан да креирам, ако сакам да постирам на Википедија. Интересно е тоа баш така што рече со една друга цел тернуваш одма кога сликаш. Да, вистина е тоа така, едно значи сега да си излезам јас пример, еве да речеме Струга и да сликам, а друга е додам некаде како турист. Некаде како турист јас сакам што поќе да истражам, што поќе да видам, што повеќе да сликам. А ако излезам сега пример е така спонтано да речем да сликам во Струга, јас ќе направам на секојдневни фотографии што сите ги прават со своите телефони веќе. Значи нема јас да се прошетам на некои така места кои што не се толку популарни во јавноста. Верувам Крушево има многу што да покаже, верувам од тоа. Јас лично прво трнам од тоа дека јас од Крушево ни 10% немам поминато, освен таа главна улица, значи одма кога ќе влезеш тој и догоре целото до Македонија, тоа е тоа јас што имам во Крушево видено. И горе Така, пофали се. Еднаш тие ски терени или како и да ги викаат во Крушево, само еднаш сум ги видел тие. Или два пати во живот, не се сеќавам добро. И затоа викам, друго е кога ќе дојдеш ете како турист тоа да го направиш. Ја буквално ви дојдов таму како турист. И затоа сликав, ама пак ги сликав тие оние кои што се неколку туристички познати локации. А друго е ти што знаеш да го сликаш Крушево на еден сосема подруг начин. Јас само ти го проширив тоа со дронот, друго. Другите слики не ми беа поубави од твоите, дефинитивно. Бенки. И овако имаме снимено. Се овде на камера, нема бегање од тоа. Како за крајете, сакав баш да кажам, мислам дека еднаш е веќе редно да направиме една фотоприказна за Крушево, баш како што рече тоа што имаше Википедија, такви едни интереснијате, да речам, проекти за зачувување на дигиталното наследство, така може и ние да си напишеме како ние го доживеваме еден ден во Крушево. Може да направиме една приказна проследена со фотографии, мислам би била интересна и за нашите читатели, да се изразам така, или следбеници на сите социјални мрежи, а и би било секако една новост, како што рече, на секој град нели му е добре дојдено нешто ново. Не мора да биде секој пат најквалитетното нешто, но поубаво да имаме некогаш фотографија, отколку да немаме. Мислам, нема да биде тоа за истиот ден да ги гледаме сликите, туку по 10-20 години, кога ќе се променат многу работи, што верувам се променуваат многу брзо, се променуваат, да гледаме разни објекти како за миг ќе ги снема од својата позиција, но тоа е така, времето си го прави своето. И затоа мислам ние ќе може да помогнеме во тоа. Барем малку, скромно да се изразам така, ќе направиме нешто за Македонија, нешто за Крушево конкретно. Морам пред да завршиме оваа наша дружба. Навистина ми е драго што одвоивме една епизода баш за Крушево, бидејќи има што да се разговара на таа тема. И мило ми е што одвоивме некои 20 на минути веќе мислам за Крушево и за нашите искуства поврзани со тој град. Наши драги слушатели и гледачи, тоа се за оваа наша заедничка дружба епизода на Ана и Менки подкаст. Фала ви многу што бевте со нас. Лайк, шер, сабскрајб, коментар. Тука сме за вас. Се што сакате друго.
Да, точно. Ви стоиме на располагање, имајте убава вечер и се гледаме на наредната наша заедничка дружба. Довидување. Lakši bit će